идеја за универзална примена на човековите права често пати е критикувана како наметнување на западни вредности на незападните општества и во овој контекст меѓународниот режим за човековите права е представен како западен етички империализам, а бранителот на човековите права често пати е обвинет за неосетливост, ароганција и културно наметнување. Сега конкретното обвинение кое треба да се разгледа тука не е толку дали универзалните етички стандарди може да се најдат низ целиот свет, колку дали конкретното изразување на етика во смисла на човековите права, низ човековите права, може да се смета за применливо во други култури кои се различни од западната во која овие човекови права се родиле. Сега мојот став е дека човековите права ги соочуваат сите култури со основните морални барања за тоа како да се третираат човековите суштества. Сите култури без исклучок се под постојан надзор, евалуација, предизвикување од доктрината за човековите права и ниту една од нив не може да се смета за етички привилегирана или имуна од вакви критики. Точно е дека доктрината за човековите права го има своето потекло и својот ран развој во западното општество, меѓутоа и многу други универзални идеи. Како и нив, исто така и човековите права стануваат независни од посебната европска историја во која се развиле и сега се убедливи единствено поради нив самите. И сметам дека оваа поента вреди да се потенцира. Ако идејата за човековите права се јавува на Запад и многу други економски политички идеи кои го нагласуваат модерниот меѓународен живот, например сувереноста, државата, демократијата, пазарната економија, социјализмот, развојот, меѓународното право и институти. Впрочем, и самиот Запад беше бавен во прифаќање на идејата за човековите права. Најстрашните повреди на човековите права во модерната историја се случија во текот на 20 век во срцето на Западна Европа. Така што крајниот пристап по однос на ова обвинение за западен империализам е можеби да се видат човековите права не како наметнување на едни култури на други, туку како предизвик за секоја култура. Ние ги почитуваме општествените, културните, религиските карактеристики кои секоја земја чинат посебно, меѓутоа во исто време не можеме да прифатиме културниот релативизам да стане последното упориште на репресија. И теоретичарот на човековите права не би смел да биде премногу лесно уплашен од повикот за културна различност и треба да биде подготвен за можноста од соочување, односно судир помеѓу човековите права и културните традиции. Во такви случаи доктрината за човековите права не би можела да го даде својот благослов на оние практики кои ги идентификува како морално гротескни или нечовечки, само затоа што овие практики се обвиткани во, да кажеме, мантијата на културата. Така што гледаме дел од функцијата на човековите права како изразување на оваа глобална ефективна етика е да действуваат како продолжена критика не само на индивидуите, туку во исто време на цели општества, на цели култури. Историјата на аболиција на робството е еден таков пример кој јасно говори за ова болно предизвикување на културите со појавувањето на нови етички увиди. Борбата за правата на жените денес, која се соочува со културна опозиција повкорената во некои делови од светот отколку во некои други, е повторно пример кој јасно говори за ова дека речиси, сите култури биваат етички предизвикани речиси како дел од нивната еволуција. И тогаш по дефиниција доктрината на универзалните човекови права ја носи етичката пресуда за сите општества и култури и ги деапсолутизира во име на човековото достоинство сите политички, општествени, економски структури или режими. Дури може да се каже дека незината цел е да диагностицира, да ги идентификува моралните слепи точки, без оглед во кои општества или во кои делови од светот тие постојат. Како и да е, секогаш станува предизвикот на признавање и допуштање на различни начини, па дури и степени на имплементирање на човековите права во различни култури. И меѓународните норми за човековите права може да акомодираат, способни се да акомодираат доста од културната и политичка разноликост. Самите формулации на човековите права се такви, генерални, користат широк јазик, кој допушта значителна флексибилност во толкувањето и примената на човековите права на национално ниво. Некојаш дури толку голема флексибилност што е тешко да се повлече границата помеѓу она што значи културно специфично толкување на човековите права и она што значи потценување на нивната универзална применливост. Како и да е, кога човековите права се спроведуваат од судовите, например правото од Европската конвенција за човекови права, опсегот кој е допуштен за локално толкување е ограничен. Но дури тука има прилагодување, например доктрината на маргинена проценка му дозволува на Европскиот суд да го прифати толкувањето на националните власти во работи кои се сметаат за културно осетливи.